Повеќе од моје дете. Единствено само што не го имам јас родено. Како внука ја чувствувам. Како внука, да. И така ме вика таа мене баба. Не како брат. Тој ми е семене. Едноставно јас не можам да го замислам животот без него. Највисокиот град на Балканот, Крушево, е еден од македонските градови во кои има најмногу згрижувачки семејства по глава на жител. Речиси сите згрижени во 20 на крушевски семејства се со попреченост. Животот има поинаква смисла за семејството Петровски последниве 7 години, откако со нив живее момче со Даунов синдром. Првиот момент во домот и првиот момент во мојот дом кога го донесува. Сликите кои се врежани во меморијава моја ќе останат за секогаш таму. На другата страна од градот, во домот на пензионерката Елпиники, веќе 11 години, живее девојче со попреченост. Се инспирирала од медиумска кампања и од примерна соседка згрижувачка. Веќе децава, внуците мои порасна, па имав повеќе слободно време и можев слободно да згрижам. Движејќи се низ Крушево ја сретнавме и младата Љубица. Таа вели дека на нејзина иницијатива пред 7 години незиното семејство згрижило девојче со Даунов синдром. Затоа што сум некако многу емотивна и сакам така да помагам на таквите деца. Крушевчани велат браво за нивните хумани сограѓани, а згрижувачите се среќни што децата се добро прифатени во околината. Не само што имаат свесто кои со љубов пристапуваат кон тие деца, макар и да не се во нивните домови, кога ќе ги видат по улиците или по кафичите или во храмовите кај нас, пристапуваат кон нив, ги прегрнуваат. Сите се грижливи, што ги познавам. Децата се позаштитени и мислам дека треба да има повеќе. Добар пример е тоа. Добиваат помош од Центарот за социјални работи во Крушево и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во Битола, но велат клучна е семејната поддршка. Сега многу нешта се полесни отколку на почетокот, иако предизвиците се уште тука. Бев на почеток малку исплашена, да. Имаше 7 кила, а 3 години. Таа почна да оди негде после 5 години. И да зборува тогаш почна. Тој период беше потешок. Најголемите предизвици со учењето. Многу тешко. Тоа ми е најголем предизвик. Сепак сакам барем да се описмени ова дете. Згрижувачите во специјализираните семејства со едно згрижено лице со попреченост од државата добиваат по околу 26.000 денари месечно. Но потребите на овие лица се големи, велат тие, а најмногу вреди љубовта која ја добиваат од згрижените. Финансиската поддршка што е од државата е толку минимална, толку е занемарувачка што не сакам никого да обвинувам, не сакам никого да навредувам. Меѓутоа, децата со атипичен развој имаат многу големи побарувања. Преголеми. Посетување на логопед, посетување на дефектолог. Еве ние конкретно, нашето девојче го носиме во прилеп на дефектолог. Тука немаме ниту логопед, ниту дефектолог. Не за пари. И не можам да смислам јас да е негде друго место се. Ја пораснавме ние. Тоа што ги го пружам, најголема награда ми е она љубовта од незините очиња кон мене. И јас на сите им викам, ако сте во можност, земете, згрижете, греота се тие деца, згрижете. Да не се моите години, би зела уште едно. Не би рекла дека сите треба да почнат да размислуваат, затоа што не секој е за оваа професија. Да бидам искрена, дека за некој да се одлучи да биде згрижувач, мислам дека треба да има свое внатрешно нешто, некој порив. Домница и Елпиники веќе немаат страф од ниту еден предизвик. Се плашат само од едно прашање, но нивните семејства и за тоа имаат одговор. Стравувам дека нема да биде никогаш самостоен.
Викам, не дај Боже, јас да не можам, што ќе биде со ова дете? Ептен сме приврзани и не знам. Не ни сакам да размислувам. Че се збора. Оти ми е многу жал. Ќе кажам некогаш, шо после мене? Шо после татко ти? И тие ми викаат, мамо, немој да се секираш. Јас се плашам од тоа најмногу, да. И кога и да размислувам за тоа, викам, секако ќе бидем или јас или сестра. Но не би го оставиле тоа, сакам Не, да не, не, кажам. не, не, не. Никогаш. Никогаш.